Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Вестите ги почнуваме со првичните резултати од вчерашните избори. Државната изборна комисија обработи над 99% од гласовите по вчерашните избори, на кои излезеноста на граѓаните е нешто над 48%. Последните информации во овие вести ни ги пренесува колегата Даниел Василев, го имаме во живо во вестите. Даниел, си уште сме во исчекување на пресконференција на Државната изборна комисија, на која што ќе бидат сумирани конечните резултати, но што до овој момент покажуваат нивните информации објавени на интернет страната. Добар ден, Деспина. Токму така чекаме да Државната изборна комисија да закаже првичната пресконференција, меѓутоа според оние информации кои што се објавени на веб страницата на ДИК, до овој момент 44 општини ги добија своите градоначалници уште во првиот круг. Во 33 општини ќе се оди во втор круг, додека во 3 општини ќе има прегласување. Според резултатите од Државната изборна комисија на овој прв круг од локалните избори, апсолутен победник е владеачката ВМРО ДПМН, која што успеа да добие 33 градоначалнички места уште во овој прв круг. Потоа следи Вреди со 5, Дуи со 4 и СДСМ со 3 градоначалнички места. На втор круг ќе се оди во град Скопје, каде што огромно водство има кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Во вториот круг ќе треба да ги одмери силите со кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој е втор на листата на резултати. Она што е интересно е дека кандидатката на СДСМ Каја Шукова е на четвртото место, со оглед на тоа што Башким Бакију од Вреди доби нешто повеќе гласови. Од незе петти на листата е Скендер Реджепи Зеид, кој е поддржан од коалицијата на Дуи. Она што е интересно во албанскиот политички блок е дека Изет Меджити вчера прогласи апсолутна победа во Чаир, доби честитка од својот против кандидат Бујар Османи. Во Скопје вчера беа избрани 6 градоначалници, додека во втор круг ќе се оди во аеродром Карпош и Шуто Ризари. Она што е интересно да се спомена на овој прв круг од локалните избори е дека излезноста е 48,3%, односно ова е рекордно најниска излезеност на сите локални избори кои што се спроведени до сега. Ова беа 8 локални избори од независноста на Македонија до денес. Деспина, ова се накратко сите важни информации од вчерашниот прв круг, но повеќе детали најавувам за во вестите во 16. Даниел, јас ти благодарам за овие првични информации. Секако, како што и веќе кажавме, очекуваме и конечната пресконференција на Државната изборна комисија. Многу повеќе пренесуваме во следните информативни изданија. А дел од градоначалниците уште вчера вечер прогласија убедлива победа во првиот круг. Гледаме дел од атмосферата од Прилеп, Охрид и Струмица. Сакам да го изразам моето огромно задоволство за поддршката која што ни ја дадовте вечерва. Повеќе од 50% од излезените гласачи за окружија за број 9, односно за кандидат за градоначалник за мене и мнозинство во Советот, предводен од идната председателка на Советот, докторката Билјана Кржеска. Ова е сериозна обврска која што ја добивме од нашите жители. Нашата заложба беше една и единствена, да работиме заедно, во заедништво со секој еден граѓанин, да го слушнеме секој глас и во иднина да го направиме Прилеп едно посрекно и поубаво место за живење. Се надевам дека со ваша поддршка, како и денеска на изборниот ден, дека и во иднина ќе работиме во следниот период, не само за 4 години, туку на еден подолг период да го ставиме Прилеп на брзата лента и да го направиме најубавиот град во Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш, благодарам за сите, за гласовите и за поддршката која што ни ја дадовте и преку цела кампања, но очекувам и сериозна поддршка од вас, од сите, од цело население во Прилеп, дека ќе имаме огромна поддршка во нашата работа и заложба да го направиме Прилеп убаво место за живење. По досега сработените резултати сметам дека имаме повеќе од 9000 гласови пред вториот кандидат на листата од оние 9 кои што беа представени на овие избори, а согласно пребројувањата некаде околу 17 советнички столчиња би имале во следниот совет на општина Прилеп, што значи една убедлива
победа, волјата на граѓаните е единствена, го покажа вистинскиот пат, одбраја луѓе кои што се вистински избор и сметам дека нема да се устрамиме со ова што го добивме како поддршка, туку напротив ќе биде наша уште поголема обврска да сработиме што е можно повеќе за Прилеп. Добро вечер. Голема благодарност до Охријани за, јас би рекол, референдумската поддршка која што ја добив, историски најголема поддршка која што некогаш на било кои локални избори се случила, за тоа бескрајно благодарам. Начинот, динамиката, идеите и проектите кои што ги направивме во изминатите 4 години, сега ќе бидат само уште на појако ниво. Устендушка голема благодарност до Охријани и за поддршката за градоначалник, како што кажав, ќе биде повеќе од 10.000 разлика. Во моментов се пребројуваат и резултатите на советничките листи и го следи од прилика со односот на 3:1 со Социјалдемократскиот сојуз како втора партија по бројот на гласови. Што ќе биде на прво што ќе го направите за Охријани? Секако дека оние капитални проекти кои што се отпочнати, мислам на плоштадот Чинар, на катната гаража кои што се тендерски завршени, избран е понудувач, ќе бидат првите капитални проекти кои што ќе отпочнат со градба во наредниот период, а нормално динамиката на работа и поддршката буквално во сите сектори ќе продолжи без исклучок. Колку советници освоите? Не можам тоа да го кажам, во моментов го следи со односот од прилика 3,4:1, многу е рано, меѓутоа станува збори таму за историска победа, затоа што она кое што го воведовме и начинот на работа кој што го воведовме и покажавме како се работи, драго ми е што Охријани го препознаа и вечерва со овој резултат, јас сум лично бескрајно благодарен, но тоа ми создава уште поголема обврска и самиот на себе си одговорност да покажам дека ова што ми го дадоа како доверба Охријани, ќе го исполниме во наредните 4 години. Победа во прв круг. Како што кажав, да, прв круг, да. Вечерва Струмичани извојуваат убедлива победа, односно ВМРО-ДПМН после долги години извојува на локално ниво убедлива победа во Струмица. Со тоа Струмичани го соборија бастионот на СДСМ овде во Струмица. Победи волјата на граѓаните во Струмица. Голема благодарност до нашите сограѓани кои ни ја дадоа огромната поддршка во периодот што помина и на денешниот изборен ден. Изборните резултати утрово се во фокус и на меѓупартиските обвинувања. Од СДСМ вела дека на овие избори ВМРО-ДПМН загуби речиси 140.000 гласови, а разликата помеѓу двете партии е значително намалена. Според бините анализи, со изборните резултати од минатата година покажуваат дека ВМРО-ДПМН и ЗНАМ имаат изгубено по речиси 1/3 од гласовите. Падот на ВМРО-ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а ЗНАМ паѓа од 56.200 на 38.000 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено речиси 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид по ниската излезаност, речиси да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички излажа дека станува лидер на опозицијата, има изгубено ист процент на гласови како и СДСМ, со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје. СДСМ се надеваше на подобар резултат, но фактот што е значително намалена разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, фактот што ЗНАМ, нивниот привезок партија, има драматичен пат, укажува на тоа дека довербата во власта значително опаѓа. СДСМ останува втора најсилна партија, велат утрово од опозицијата. Од ВМРО-ДПМН пак возвраќаат со барање Венко Филипче да си поднесе оставка по овие изборни резултати.
СДС во главниот град отиде дотаму да не може да влезе ниту во вториот круг. Во главниот град Скопје се дури четврти, пред нив трети се дури и вреди. СДС предводена од Венко Филипче го изгуби во прв круг и бастионот Струмица. ВМРО ДПМН пак ја освои Струмица уште во првиот круг. Граѓаните во бастионот на СДС јасно им кажаа не за нивните политики. Резултатите од првиот круг јасно покажуваат дека СДС предводена од Венко Филипче заедно со неговиот струмички гуру Зоран Заев покажаа целосна безидејност, немање на никакви проекти, односно ништо не им понудија на граѓаните, со што се потврди нивната грижа само за нив лично. Резултатите од овие избори целосно го декласираа Венко Филипче, единствениот добар и корисен потек што може да го направи за народот, но и за самата СДСМ е да си поднесе оставка, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Сепак, на вчерашната завршна пресконференција, лидерот на СДСМ порача дека нема намера да поднесе оставка, туку дека и натаму ќе работи на консолидирање на партијата. Комисијата за избор на кандидат за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбург денес одржа состанок во просториите на Уставниот суд, а во моментов спроведува интервјуа со пријавените кандидати. Како што информира од комисијата, интервјуата ќе се одвиваат и на англиски и на француски јазик. Поради зголемување на транспарентноста во процесот за избор на кандидат за судија во Страсбург, комисијата одлучи интервјуата да се спроведуваат пред независни наблюдувачи. Поканети се представници од невладините организации, Коалицијата Сите за правично судење и Македонското здружение на млади правници, соопшти комисијата за избор на кандидат за судија во Страсбург. Меѓу кандидатите кои се повикани на интервјуа се поранешни и сегашни суди, универзитетски професори и адвокати. Станува збор за 11 кандидати, меѓу кои се Олја Ристова, Тони Менкиновски, Наташа Габер-Дамјановска, Јордан Апостоловски, Александар Даштевски, Али Алиу, Илир Исеини, Јелена Ристич, Саша Георгиевски, Наташа Бушкова и Ана Дангова. 9-годишниот мандат на македонскиот судија во Страсбург, Јован Илиевски, му истекува на 1 февруари следната година. Спроведувањата на интервјуата се уште во тека. Многу повеќе информации на оваа тема пренесуваме и во вестите во 16 часот. Следуваат и најновите информации од регионот и светот.